Иако топката на фудбалските терени во нашата држава мирува, сепак кога е во прашање женскиот фудбал, репрезентативките одигруваат квалификации и турнири низ Европа. Шампионот на Македонија ЖФК Кочани ги брои деновите до ждрепката на Лигата за шампионите во очекување на противниците. Кочанчанки се надеваат на противници по мерка и доделување на улогата на домаќини на групата, што е предуслов за добри резултати. За ситуацијата во клубот и за надпреварите на репрезентацијата, денеска разговаравме со тренерот Александар Андов. Ние подготовките за квалификациите за Лига на шампиони најверојатно ќе ги започнеме од 10 до 15 јули, значи ни треба месец дена припреми. Се надевам дека ќе успееме да ја минеме групата за прв пат во македонскиот женски фудбал, да влеземе во групите на Лига на шампиони, на Кочани да му донесеме едни надпревари кои што ќе ги следи, значи Лига на шампиони, ако не можеме со машкиот фудбал да пробаме со женскиот. Тој истакнува дека екипата практично е на одмор, меѓутоа репрезентативките се активни. Нашите фудбалерки значи се наоѓаат на квалификационен надпрев со Естонија, таму заминаа со еден бод, значи прв бод во квалификациите. Значи од екипата на ЖФК Кочани има околу 10 до 11 девојчиња. Потоа играа со екипата со репрезентацијата на Чешка, таму загубија 5:2. И тренерот Јовановски одработува со репрезентативките до 17 години. Тоа е во Босна на развоен турнир. Првиот надпревар го загубија со 3:1 од екипата на репрезентацијата на Црна Гора, додека во петок играат со Литванија, се надеваме дека ќе остварат еден добар резултат. Љубителите на фудбалот во градот на Орисот очекуваат дека ЖФК Кочани токму ова лето ќе ја испише најсветлата историја на женскиот фудбал кај нас, бидејќи подвојната титула на домашна сцена. Раководството и фудбалерките најавуваат изненадување на меѓународен план.